Здраво, јарци! Добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде октомври за вас. Продолжуваме како и досега генерални тарот предвидувања. Значи, зборуваме за сите од вас, за многу од вас. Не може се да се однесува на вас, не може се што ќе чуете да биде за вас. Но штом сте дошле до ова видео, има некоја порака која сака да стигне до вас и јас се надевам дека ќе се ја препознаете. Пред да започнеме, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, тоа не значи, но и претплатете се, значи станете дел од каналов, заследете не, затоа што и овој пат за некои од нашите претплатници ќе доделиме бесплатно лично таро толкување. Ајде сега да видиме што ги очекува јарците во октомври. Јас гледам дека вие на нешто работите, правите нешто, креирате нешто, стварате нешто, подигате нешто, што и да е нешто вие правите. Сега, некои од вас го правите ова сосема сами, затоа што вие така сте одлучили и затоа што друг начин нема. Ова е нешто што можете само вие да го направите, зашто вие ги имате способностите и талентот да го направите ова. Другите не, и затоа не може да ви значи нивната поддршка, но некои од вас го правите ова сосема сами, без помош од никого. Едноставно помош нема, не доаѓа. Но, што е доброто тука? Тука е добро што колку и да сте сами, колку и да немате помош и подкрепа, вие ова можете да го направите. И тоа може да го направите многу подобро од било кој друг. Ова сте вие овој месец, ќе ги освоите карактеристиките на ова е најмокината од сите кралици, ова е жената на императорот, ова е трудница, ова е личност која може да даде живот буквално, ова е способност, моќ, ова е креативна една енергија, значи буквално може живот да даде. Тоа сте ви овој месец и затоа вие можете сами. Значи, па и сами не се загрижувате многу дека сте сами, затоа што сте свесни колку вие можете. И ако не сте овој месец, вие ќе станете свесни и тоа како, што се можете и колку можете. И ве гледам дека ќе работите на нешто, вие што работите, креирате нешто, буквално правите нешто со своите раце, со својот талент, со својата способност, моќ, знаење, го носите ова нешто до совршенство. Вие што сте сами, повторно без помош, ќе направите се што е потребно, само да се дојде до исходот, до успехот, до кој целите. Ве гледам се борите многу, се борите можеби со другите луѓе, се борите со мислите, се борите со другите, со тугите зборови, со тугите постапки, се борите вие во ова нешто се борите, но ќе направите се исто како мајка која нема нешто што не би направила за своето дете, така и вие овој пат нема нешто што не би направиле за ова да се заврши, да се оствари. Дури и ако треба ќе преземете и некои нешта кои другите не би ги одобриле, начинот не би го одобриле, но вам тоа сега не ви е грижа, вам ви е грижа како да успеете. Ке успеете во октомври, тоа е сигурно, тоа е повеќе од сигурно и она до кој ќе дојдете се успеси и задоволство. Задоволство заради тоа како ќе го представите ова на кој работевте. Талентите ваши ќе дојдат до израз, знаењето, мудроста, сите тоа ќе го видат, ќе биде нешто многу големо, или пак ќе остварите вие големи пари благодарение на тоа кон кое целите. Гледам дека финансиска награда секако ќе дојде, или пак ова се некои пари до кои сакате да дојдете преку заеми, работите на нешто, како и да наградата доаѓа. И во октомври јас ве гледам сега како вие планирате, размислувате како да си
како да потрошите пари за себе, за најмилите, што да купите, каде да појдете. И ова не се пари кои вие може да ги потрошите, кои треба да ги потрошите за долгови или нешто. Не, буквално ова се пари само за ваше задоволство, кои треба да се трошат за задоволство. Ако не се пари, значи буквално уживате задоволни од сето она кое го остваривте. Знаевте вие каков ќе биде исходот, колку и да беше тешко, што и да се случуваше, вие некаде длабоко во ова знаевте. Или пак како порака ви дојде ова, како порака во сон, можеби, порака од нешто, од некаде. Некако ви стана јасно во некој момент што ќе остварите и како ќе се случи, како ќе биде исходот на сето ова. Но јас гледам дека вие во одредени моменти се обидувате да му најдете на нештово мана, да му најдете недостаток, да го намалите во вредност. Не, другите го гледаат кокаво и што е, меѓутоа вие самите. Можеби па некои од вас едноставно не сте навикнати да уживате во нештата. Премногу биле тешки нештата досега, работите тешки биле и сега вие не знаете како да уживате и само нешто гледате да најдете некоја забелешка, некоја мана, некој недостаток. Но тоа е најпогрешното нешто што сега може да го правите, зашто сега се периоди на уживање, сега се периоди каде што треба да си дадете оддишка, да одморите малку од животот, да уживајте, значи не ги испуштајте моментиве. Не се многу, не се вакви моменти често во вашиот живот периодов, но секогаш кога ќе дојдат вакви моменти, вие гледајте да уживате, немајте да ги испуштате. Со тоа правите грешка. И не се фокусирајте само на проблемите, зашто повторно ве гледам. Колку и да стојат убаво нештата, каде и да сте во моментот, да сте на најубавото место со луѓето кои ги сакате, вие повторно некаде навлагате во своите мисли на некој нов проблем што треба да се реши. Не, чекор по чекор. Значи овој месец за вас е таков. Чекор по чекор. Едно по едно. Уживајте. Кога ќе биде време за уживање, уживајте. Кога ќе биде време за труд, вложете труд. Значи, одете чекор по чекор. Ќе уживате со сите. На крајот можеби и тие што не беа од користи, од помош, ќе уживаат со вас, ќе уживаат во благодетите од сето ова. Ако вие сами го носевте товарот, меѓутоа не е важно, тие се луѓе кои ви значат и тоа апсолутно не ви е важно. Некои други јарци се во лоша состојба, можеби финансиска, можеби емотивна, можеби емоционална, каква и да е, тука има недостатоци, тука има на некој начин, ајде ќе кажам сиромаштија во духот, сиромаштија во џебот, како и да е. И свесни сте дека нешто треба да се направи, можеби веќе правите нешто и она како треба да го решите нештово е со помош. Значи во ова нешто каде што работите многу тешко одат, треба да знаете дека треба да се обратите за помош. Некој ве чека да му побарате помош. Тој што ве чека може да биде и родител, може да биде мајка, може да биде баба, може да биде ментор, некој голем човек, некоја важна личност која имате во животот, некој пријател, влијателен, може би па и институција. Како и да е, секаде каде што знаете дека имате некој, имате помош и врски, обратете се и ќе си го решите проблемот. Некои други јарци погрешно гледаат на нештото. Има некоја работа која едноставно немате вие чиста слика за нешто. Можеби, ако сте вие машко во нештово, вие ако сте машкото, вие околу вас имате луѓе кои се обидуваат да ви ја представат сликата погрешно или се обидуваат да ве насочат на погрешни нешта, на погрешна страна, не ви мислат добро.
Единствениот пат, правец во кој треба да гледате е вашата заедница. Тоа може да биде домот, семејството, пошироката фамилија, работа, труд. Значи не барајте полесен начин, потешкиот, може би е потежок, но тука е успехот. Не се обидувајте да ги прескокате работите, не се обидувајте на полесен начин да ги завршувате, затоа што тука нема успех, тука ќе дојдете само до поголеми проблеми. Ова може да се толкува на поинаков начин. Вие имате некој во својот живот кој сега не едноставно му го врти грбот на семејството, на домот, на децата и своите желби, потреби, своите интереси гледа на друго место. Така ќе биде и периодов. Меѓутоа треба да знаете дека ова е дел од животот, дел од кармата низ која треба да минете. Ќе заврши, еден ден ќе заврши, бидете силни, секој си дојде на свое место и немојте толку многу да си земате при срце, затоа што нештата ден ќе се исправат. Тоа ќе ви биде криво ако се истрошите здравствено и ментално, ќе ви биде криво. Зашто на се му доаѓа крајот еден ден. Бидете силни, најдете нешто што вас ќе ви исполнува периодов и тоа е тоа. Некои од вас пак се грижите за тотално неважни нешта, за тривијални работи, се грижите за тоа што нешто треба да направите вие, ајде ова ќе го објаснам на ваков начин. Може би треба да пречекате некои луѓе, некои големи луѓе, некои важни луѓе или пак повеќе луѓе во вашиот дом треба да пречекате и сега вие паничите, не знаете како ќе го завршите ова, дали ќе го завршите воопшто добро, зашто очигледно сакате да оставите впечаток, сакате се да биде како што треба, многу ви се важни овие луѓе, многу ви значат и буквално се грижите како кој знае што треба да биде. Не грижете се можете вие, се можете да направите. Единствено што треба да правите е да не се грижите. Ете тоа. За другото имате и мојк, и знаење, и таленти, и се што е потребно. Тоа е пораката за вас. Драги јарци, јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!